Аудио снимка која може да му даде нова димензија на судскиот процес за 27 април се појави на YouTube и социјалните мрежи. Како што стои во објавата, во записот наводно се слуша гласот на главниот сведок на обвинителството Александар Василевски Нинџа. Објавата е насловена вистината за 27 април. Нинџа се договара со Кацарска и Русковска и во неа се тврди дека Нинџа со непознато лице разговара за неговото сведочење во обвинителството за тоа кој стои зад настаните во собранието. Зошто не си го кажал Сашо или не си го повторил? Она ме праша што мислиш, кој го организирал. Јас си реков мислам радикални структури предводени од Сашо Мјалков. И кажав човече, зашто не го нападна тогаш? Кој, Мјалков? Сакам да ти кажам зашто јас кај што треба сум кажал, на обвинител. Кај треба да го кажам на друго место. Претходно председателот Пендаровски на само интервју на Канал 5 истакна дека лицата осудени за 27 април не се терористи. Тие според шефот на државата треба да одговараат за друго дело. Нови докази според Пендаровски можат да бидат причина за повторување на процесот. Јас тврдам дека тие луѓе не беа терористи, што влегуваме. Стануваше збор за она што едно време во поранешна Југославија го нарекувавме и години потоа го нарекувавме насилно рушење на уставниот поредок, значи не тероризам. Тие што физички напаѓаа луѓе си ги заслужуваат казните кои ги добија. Оние кои само влегле во зградата на собранието не може да кажеш дека се терористи. Дека може да има судење од почеток смета и опозицијската ВМРО-ДПМН. Партијата е со став дека главниот сведок по аудио материјалот е сериозно компрометиран. Во Македонија, како што истакнуваат, се води хајка против неистомислениците на Заев. Хистеријата која Заев сака да ја предизвика е поради стравот дека во едно повторено судење за случајот со 27 април може да излезат нови докази кои ќе фрлат нова светлина и нова вистина. А таа нова вистина е дека осудените сигурно не се терористи. Дополнително што за овој случај се појави и аудио материјал кој покажува дека главниот сведок на обвинителството е сериозно компрометиран. На крајот на краиштата, кога можеше да се повтори судењето за случајот Монструп, во кој свирепо беа убиени 5 лица, зошто да не се повтори и судењето на овој случај? Социјалдемократите пак и натаму сметаат дека на 27 април пред 4 години се случи терористичко загрозување на уставниот поредок. Сите сме сведоци што беше пред 4 години, дека беше нападнат домот на демократијата. Значи, за тоа следеше судска постапка, каде што веќе делото е завршено. Судот е оној кој што треба да одлучи дали е тоа терористи, насилници и така натака, а веќе има одлучено, така да тоа е веќе завршена процедура во судството. Вкупната казна која судот им ја изрече на осудените за настаните во законодавниот дом е 188 години.